Проблемот со болката за многумина е проблем со верата. Тоест, знаат да кажат многумина како да верувам во Бог, кога има толку многу страдање, толку многу болка во светот. А пак псалмистот, авторот на најдолгиот 119 псалм, во 71 стих вели: добро ми е што бев понижен, или добро ми е што пострадав, добро ми е што бев соборен, зашто така се научив на Твоите повелби, Боже. Добро ми е, вели, што имав болка. Не сака да кажеш дека болката сама по себе е добра, болката е болна, боли болката, затоа се вика болка. Меѓутоа, резултатите од болката можат да бидат добри. Бог може да ја употреби болката, ја употреба болката, за да донесе нешто добро во животот. Добро и во животот на псалмистот. И овој текст што го изучуваме денеска, крајот на 4 глава, говори за болката на еден човек. И тоа сериозна болка. Еден благородник, царски човек, неговиот дете е на смртна постела. Меѓутоа болката го поттикнува да дојде кај Исус и да побара помош. И така завршува овој расказ, што детето е излекувано, а тој и целиот негов дом, целото семејство поверуваа во Бог. И можеме да се го представиме и овој човек на местото на псалмистот, како гледа кон небото и вели: добро ми е што пострадав. Добар резултат имаше болката. И ова е второто чудо, така вели, пишува Јован, апостолот. Второто чудо, исто така како и првото, се случува во Кана Галилејска, тамо каде што Христос ја претвори водата во вино. Меѓутоа, има еден интересен контраст меѓу овие две чуда. Ако првото чудо се случи на веселба, кога луѓето се радуваа на свадба, ова чудо се случува или е запишано под превезот на смртта, под плаштот на смртта, во мигови, во време на тага, на оче, на неизвестност. Детето на еден човек, на едно семејство е на смртна постела. И Господ Исус многу чуда направи. Меѓутоа Јован и до тој момент има направено многу чуда и во Јудеја, и во Иерусалим, и во Јудеја. Но решава Јован овие две да ги запише до овој момент. Ова е второто чудо. Прави селекција, не случајно, да се види тој контраст меѓу првото и второто чудо. Ќе кажеме нешто понатаму за овие контрасти, нависи се големи и покажуваат дека и кога ни е добро, и кога се радуваме, и кога се веселиме, треба да го повикаме Христос, за да добрите денови станат најдобри денови. А пак и кога сме во болка, и кога сме во лоши времења, треба да гледаме кон Него, зашто тој темнината е претвора во светлината. Маката игра улога во нашиот духовен живот. Бог преку маката прави добро. И во овој случај, конкретно, ќе видиме како маката, болката, како неизвестностите низ кои што поминуваше човекот, водеа до градење, растеш на неговата вера. Ќе видиме од една вера која беше како синапово зрно, но поставено на правилно место, таа созреваше, се развиваше, стана една здрава вера. Ајде да видиме како ова го раскажува тоа Јован, само не знам кај ми е. Тука е, добро. Во ред. Значи, почнува текстот со тоа што прави врска Јован меѓу претходниот настан, тоест настанот кој ја одбележува оваа глава, 4 глава, во Самарија, службата на Христос, тоест разговорот со самарјанката и резултатот од тој разговор, се случува големо пробудување, многу луѓе од Сихар доаѓаат кај Јакововиот бунар, кај што е Христос, сами се уверија дека Христос е Месијата и поверуваа. И
тие луѓе го замолуваат Христос да остане уште 2 дена во Сихем, во Сихар, да поминат време со Месијата, со Спасителот. Приемот на Христос во Јудеја е навистина неверојатен. Луѓето поверуваа на неговите зборови и сакаат да останат со него. И Христос решива после 2 дена да замине во Галилеја, како што беше планирал уште на почетокот, така почнува 4 глава, ја напушта Јудеја, тргнува за Галилеја, меѓутоа патот решава да помине преку Самарија за да случи тоа што требаше да се случи со самарјанката. И сега гледаме дека конечно стигнува во Јудеја. Меѓутоа прави така впечаток начинот на кој Христос Јован го започнува или го прави тој премин, вели, замина оттаму отиде во Галилеја, зашто сам Исус беше посведочил дека пророкот во своето родно место нема почит. Како ова, отфрлањето на Христос од јудеите, да е причина тој да оди во Галилеја кај јудеите. Така пишува Јован. И во оригиналниот текст, реченицата или 44 стих почнува со каузалитет, поради таа причина реши Христос да отиде во Галилеја, бидејќи самиот посведочи дека пророкот во своето родно место нема почит. Зашто станува збор? Кој е родното место? Зошто го пишува така овде апостол Јован? Ако читаме во другите евангелија, например Марко, во 6 глава, Христос ги кажува тие зборови додека е во Назарет, во неговото место, во неговиот град, каде што ќе биде отфрлен, и таму ќе каже пророкот никаде не е без почест освен во својата земја, меѓу роднините и во својот дом. И меѓутоа овдека Јован го расширува тој впечаток, дека Христос не е, или пророкот не е приман, не е без почест, тоест не е прифатен од јудеите. И тука има во предвид не само Назарет, туку воопшто Галилеја. Служењето во Галилеја, зашто генерално во Јудеја и одевдека може да се види тоа од ова евангелие, од другите, Христос генерално не е примен. Тоа останува без месијанската почест. И оди сушност во Галилеја да се види токму тоа, дека дојде меѓу своите, но своите не го примија, како што започнува и евангелието. Да се види дека вистина се неговите зборови што е ги кажал, дека ќе остане без почит, зашто пророкот е без почит во неговиот дом, или во неговото место. Но следниот стих пак, 45-тот, како да не негира и како да покажува еден добар прием, зашто вели кога дојде во Галилеја, го примеа галилејците, зашто беа виделе се што извршил во Ерусалим на празникот, зашто и тие беа на празникот. За да го сватиме ова, прво треба да го видиме контекстот. Каде се овие зборови запишани во Евангелието, тоа во оваа 4 глава. После што следат овие зборови? За каков прием станува збор? Кои се контрастите во приемите? Приемот во Самарија и приемот во Галилеја. И тука Јован додава дека тие го примија, зашто ги беа виделе чудата, знаците што Исус ги изврши во Јудеја, тоест во Ерусалим, на Пасха. Знае, втората половина на втората глава го опишува тоа служење, Христос го исчисти храмот и потоа многу знаци и чудат се изврши. И така завршува Јован, со тие зборови, дека луѓето поверуваа, меѓутоа самиот Христос не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите. Тие поверуваа на неговите чуда, на знаците што ги изврши, не на неговите зборови. И од тука натаму ќе го видиме всушност тој контраст. Вера која се гради на гледање, на она што ќе се види како знаци, и гледање или живење кое се гради на вера. Два стила на живење. Вера преку гледање и гледање преку вера. Тоест, живење преку вера во нешто.
нещо што не се гледа. И тие два контрасти ги се тука очигледни се. Приемот, например, во Самарија беше искрен, зашто самарјаните кога го примија Христос, тие самите рекоа, нели потврдија, тој е спасителот на светот Христос. Тој е заклучокот на самарјаните. Тој е спасителот на светот. Тој е Христос. Самарјаните го примија како спасител. Јудеите во Галилеја го примија заради знаците кои ги видоа. И понатаму, како што ќе продолжи службата, ќе видиме дека тие ќе го отфрлат како спасителот на светот, како Месијата. И овој контраст станува јасен, ќе видиме сега, во оваа чудо кој следи. И расказот, нели, со тој благородник. Во тој контекст е ставен и овој заклучок на Јован, за тоа како е примен во Галилеја, а и чудото кој решил Јован да го стави овдека како второ чудо од многуте кои се случиле. Решил од многуте ова да го стави како второ чудо. Тоест, луѓето во Галилеја поверуваа во Христос како во чудотворец, но не како спасител во светот. И затоа Јован вели, знаејќи ја краткотрајноста на нивната вера, на тој ентузијазам, тој не им се доверуваше. Така да, кога Јован на крајот на втората глава пишува дека тој многу добро знаеше што има во луѓето, тој ги има во предвид и овие галилејци кои биле таму на празникот и се врателе дома во Јудеја, во Галилеја. Ајде да видиме, кога оди таму во Кана, што се случува. Дојде во Кана и пишува дека, таму беше првото чудо, имаше еден царски човек, чиј син беше болен во Капернаум. И тука зборот царски човек, всушност значи човек од царското обкружување, човек од царскиот дворец, од царското семејство, царски служител, близок до царот. Благородник, на висока позиција. Во тоа време Ирод Антипа е царот во Галилеја и наверојатно, нели, овој човек е близок до Ирод Агрипа, кој што па син на Ирод Велики. Во 13-та глава на делата на апостолите е запишена службата во Антиохија и таму има даден опис на неколку луѓе кои се молат, нели, старешини, учители, пророци, и тогаш ги оддалува, духот ги издвојува Павле и Варнава и се изброени неколку луѓе кои се клучни во таа црква. Има еден Нигер, еден Луки и пишува дека има еден кој што е соученик или близок на Ирод Антипа, четворовласникот. И многу мене сметаат дека тој царски човек кој е близок со Ирод Антипа и кој потоа станува јудеинот кој има така клучна улога, да кажеме, во црквата во Антиохија. Како и да е. Не ни се кажува овде точно кој што е, каков е, меѓутоа знаеме дека има мака. Човекот е од Капернаум, нели? Од Капернаум е човекот, а неговото дете е болно. Другата личност која гледам овдека е неговото дете. И за него не знаеме многу. На два пати, 49 и 51 стих, е употребено зборчето паидион, кој се употреба за мали дечиња, мало детенце. Очигледно станува збор за мало детенце, мало дете. И тоа покажа дека уште поголема, нели, е болката и маката. На смртна постела. Многу е болно детето. Човек на висока позиција, благородник, царски човек, е во неволја, немокен е. Има пари, ама не може да го спаси детето. Од другата и последната личност, или
така клучна во текстот е самиот Христос, не? Кој е само столар. Луѓето го знаат како столар и некој кој што прави чуда. И човекот разбрал дека Исус е во Кана и решава да отиде да побара помош. Кој во тоа време се наоѓа на поинаква локација. Ке видиме Капернаум и Галилеја се оддалечен и Кана се многу различни градчиња и географски и во друг однос, но и треба многу вера, навистина треба многу вера за да се прекусат пречките кои стојат на патот од тој царски човек до Христос. Христос, како чудотворец овдека, кој извршува многу чуда, во овој случај ќе се покаже како некој кој лекува. И тоа не само од физичка болест, не само што ќе врати едно дете од смртна постела во живот, туку еден човек од духовна смрт ќе го доведе до вечен живот. И не само него, туку целото семејство. Тоа е големиот лекар. Така да чу тој царски човек дека Христос е во Кана и решава да оди. И тука ќе покаже навистина голема вера. Тој ќе прекоси неколку сериозни пречки. Прво, тој треба да помине еден така долг пат. Капернаум е на брегот на Галилејското езеро или 220 метри подморска длабина. Ако има надморска височина, спротивното треба да е подморска или длабина или низина. Така, тоа е 220 метри под нивото на морето. Кана Галилејска пак е на планините, јудејските планини. 35-40 километри далечина. Тој царски човек тргнува по тој пат од Капернаум кон Кана Галилејска. И не е тоа единствената пречка, тој е царски човек. И треба да отиде кај човек кој е со многу понизок социјален статус. Би било правилно да испрати гласници, да испрати слуги, кои ќе го земат Исус и ќе го донесат во Капернаум. Меѓутоа тој самиот оди кај Христос. И не само што оди кај човек со многу понизок социјален статус, тој ќе треба да му се моли, му паѓа на колена. Знаете каква е голема социјалната разлика меѓу тој човек и Христос? Многу голема. Христос нема висок социјален статус. Да, тој веќе има изградена служба, популарен е како чудотворец, го почитуваат како равин, меѓутоа во социјален поглед тоа е многу пониско. И сепак човекот оди. И зборот овдека не е правилно преведен, го замоли. Не, зборот е многу посилен и глаголското дејство не е минато завршено, туку е минато незавршено продолжително дејство. Не, го молеше. Нешто што трае продолжително време. И дури самиот збор во себе вклучува плачеше пред него, паѓаше на колена и има и момент на итност. Поскоро да се случи нешто, да не се одолговлекува. Аман те молам, дојде, детето ми умира, секоја секунда е важна. И за да се случи тоа, нели долготрајно молене, Христос не обрекал веројатно многу внимание. Или, како што се обично сцените, тој поучува, околу него има многу народ, а тој човек доаѓа да и го моли, да му го сврте вниманието. Тие се тие неколку моменти кои се тука специфични, нели, во овој текст. Го моли, продолжува да го моли. Ова наликува на оние ситуации кога молиме, а нема одговор. Бог не обраќа внимание. Таков е печаток како да не обраќа внимание. И ние се наоѓаме, нели, во такој ситуација, се молиме, ама никаква реакција. Бог како да не го врти лицето кон нас. И ова ситуација, како и сите наши ситуации во кои што не доаѓа одговорот, всушност се
се моменти во кои што Бог сака да изгради нешто. И овде како видиме, тој сака да направи, да изгради нешто во верата на тој човек. До тој момент тој покажува вера. Тој верува дека Исус може да го излекува неговото дете. Но тоа е нивото на верата. Исус како чудотворец имаше потреба неговата вера да се гради, да се развива. А тој процес беше можен преку болката, преку неизвестноста, преку тој притисок кој што се создаваше през него. Безпомощноста на човекот се зголемуваше уште повеќе. Моментите во кои се молиме и чекаме, осознаваме колку сме безпомощни. Не можеме да направиме ништо повеќе. И всушност тоа се моментите во кои се потврдува и нашата вера, зашто продолжителноста на молитвата, на зависноста, на надежта кон Бог покажува тврдост во верата. Откажувањето од таа надеж значи неверие. Откажување од самиот Господ. Овдека благородникот не се откажуваше да бара да се моли. Со вера измина долг пат, со вера упорно му бараше помош од Христа, зашто веруваше дека може да исцели. Но на кој ниво е неговата вера? Веруваше дека Христос може да исцели и затоа помина толк пат и молеше, но во исто време инсистирањето Христос да дојде со него во Капернаум покажува дека неговата вера е врзана пак само со знаци. Треба Христос да дојде таму, во куќата каде што е детето, да направи нешто и да биде излекувано. Тоест, вера врзана со гледање, барање знак. И упорно бараше да дојде, да го излекува, да се симне од Кана во Капернаум. И не само тоа, тој веруваше дека Христос може да го излекува, инсистираше што побрзо да се случи тоа, зашто ако умре детето, крај. Повеќе, загубени се работите. Тој немаше таа вера, прво, во силата на Христовиот збор и во неговата мок и да воскреснува. Затоа тој инсистира побрзо да отидеме таму да го излекуваш. Неговата вера беше мала, ограничено, поставена на вистинско место, вистинска вера. А вистинската вера има потенцијал да се развива. И ние тука го гледаме јасно, дека таа вера кај него ќе се усовршува. Да, непријатни се таквите ситуации. Не му било лесно тој човек, знаејќи дека неговиот син умира, да ги слуша тие работи, да се соочува со такви неизвестности. Меѓутоа, таквите ситуации се благословот во нашиот живот. Така расте верата преку тие тензии кои ги искусуваме. И затоа вели псалмистот, добро е што имаше болка, добро е што што пострадав. Зашто така се научив на Божите повелби. Од тука натаму и ова што се случи, и оно што ќе следи, гледаме како Христос го поминува тој човек на еден краток, брз, интензивен курс на растеж во верата во него. И во тоа молење, во тоа инсистирање, човекот ќе чуе збори кои најмалку би сакал да ги слушне во еден таков момент. Христос ќе му рече, ако не видите знаци и чуда, нема да поверувате. Значи, ова не е туку така кажено. Тоа е како реакција, овие зборови се како реакција на Христос на неговото инсистирањето на благородникот да се симне во Капернаум и таму да го излекува детето. И Христос, собран таму пред јудејците и пред него, му вели и нему, и на сите јудејци, аман каков народ сте. Ако не видите знаци, никако нема да верувате. Вашата вера се крепи само на гледање. И тоа не е вера, ако се крепи само на гледање на знаци. Да, евреите биле познати по тоа. И Павле го кажува на некој месец дека јудејци сакаат знаци. Во Коринтијаните го пишува тоа. Материјален доказ за да поверуваат. Зборот, како збор, не има доволен. Не се доверуваат.
Кај ни постојала или владеела она поговорка, ако ведам, ке верувам. Нашиот народ уште по бета, па нема поговорка, и да видам, нема да верувам. Но тоа е проблемот на човекот. Сака да види, за да верува, а тоа не е вера. Зашто верата е живење според она што не се гледа. Не. И тако било човештвото воопшто. Например, коментирајќи го овој текст, Калвин пишува за неговото време и црквата во неговото време. И вели, нема ништо повообичаено од тоа да кажеш дека прво треба да се случат чуда, за да усвртиме увото кон Словото. Прво чуда, па после ќе го слушаме Словото. Не. Ние гледаме денешната црква, еден голем, нели харизматичен, кој целосно се подпира на знаци, на манифестации на духот и така натаму, но тоа е воопшто карактеристика на човештвото во многу периоди на црквата, низ целата историја. Значи, она сензационалното е попривлечно од верата, да се довериш во Божиот збор, во чуда, во лекување, во мистични искуства. Тоа е привлечното. И не е популарно она што го кажува, нели, псалмистот. Добро е што бев понишен, за да се научам на твоите повелби. И тоа го кажува псалмистот во еден контекст, една тема, која доминира во тој 119 псалм. А темата, или она што доминира во тој псалм е пофалба на Словото на Бог. Тоа е темата. На што добро ми е, вели, што пострадав, зашто така јас се научив да се доверам на Словото на Бог. Довербата во Божото Слово. Тоа е поставено, во тој псалм пишува, како светлина на нашите патеки. Тоест, ако го имаме Словото, имаме се. Не ни треба ништо повеќе. Не ни требат знаци, не ни требат чуда. Словото ни е доволно за живењето. И тоа е суштината на верата. Да гледаме според вера Словото. Нештото околу нас, ситуациите, болката, страдањето, сето тоа да го гледаме преку вера во Словото на Бог. Со сознанието дека и тоа што се случува е најдоброто во нашиот живот. И во тоа Бог има добра намера. Тоа она што ќе ја гради и ќе ја развива нашата вера. Така да, овие зборови што ја кажа овде дека Христос на човекот, кога човекот се моли, бара помош за неговото дете, Христос го упрекува. И му вели, ако не видите знаци, нема да поверувате. И тоа е подготовка, за да го каже следното. Да му каже, треба ти да веруваш на нешто друго. Јас не сум чудотворец кој треба да дојде и да направи нешто, да видиш за да поверуваш, туку јас сум Бог кој има моки преку зборот да ги врши чудата и делата. Божиот збор е мокен збор. И затоа ќе му каже, оди си, твојот син е жив. Тоа е моментот до кој што Христос сака да го доведе човекот. Да созре неговата вера. Од вера во чудотворец, кон вера во Бог, кој кога ќе каже нешто, тоа има сила, има власт. И тука беше сега момент кој човекот треба да реши, верува ли во Божиот збор или ќе остане таму упорно да го моли да дојде со него. Тоест, човекот требаше да докаже дека верува без да види. Дека се доверува на Божиот збор. Знаете, не е лесна таа ситуација. Зашто знае дека на смртна постела детето, ако тргне, што ќе види? Навистина ли е излекувано неговото дете? А Христос вели, веќе, во овој момент веќе е излекувано твоето дете. Слободно оди си. Ставете се на негово место. Како би постапиле ние ако сме таму, во истата таа ситуација? Ке тргнавме ли или ке продолжавме, ке инсистиравме да дојде со нас?
Што направи благородникот? Пишува, поверува на зборот, поверува на словото, што му го каже Исус и си замина. Тоа е наистина голема работа. Големо дело е. Голем напредок на неговата вера. Пак ќе го цитирам овдека, од коментарот на Калвин кон овој контекст, кон овој текст, вели, за неговото време, а сега уште сигурно повеќе важи тоа, колку малку луѓето профитираат од многуте проповеди што кои ги слушаат. А колку пак многу профитираше овој човек од само неколку збора на Христос. Прво рече, овој народ не верува ако нема знаци, и потом рече, оди си, твојот син е жив, и човекот поверува. Колку напредок имаше во неговата вера. Зборовите што овдека ги пишува Калвин се многу тешки. За негово време, кога не било Фейсбук, току само оделе да слушат во катедралите, од црквите проповеди, вели колку многу проповеди и никаков духовен профит во нивниот живот. Овдека со неколку збора колку многу напредок кај овој живот. Со едно минимално духовно откровение. И какви бе резултатите? На крајот целата негова фамилија поверува. Ајде да видиме кои се резултатите од верата. И овдека Јован не е случајно, очигледно со цел, вклучува детали. Дури колку е саатот, во колку саатот е случило. Додека се симнува кон Капернаум, слугите негови го пречекуваат и му велат, синот твој е жив. И тогаш прашува за часот и тука немаше потреба да се каже во колку часот е случило. Може само Јован да каже и тогаш разбра благородникот дека во истото време, кога Исус кажал во истото време, синот бил жив. Меѓутоа Јован не каже дека бил и 13 час. 13 часот. 13 часот е 1 часот попладне или напладне 1 часот. Зошто не е тоа важно? Царскиот човек е царски човек, не оди пеш, тој оди со придружба со кочија. Ако неговата разделба со Христос се случува во 13 часот на пладне, времето е летно, некаде август месец, долг е денот, би очекувале, кога Христос му вели, оди си, твојот син е жив, тој да тргне до 5 саатот е во Капернаум, кај детето. Ние би очекувале човекот тоа да го направи. Меѓутоа, тој си оди дома следниот ден. Следниот ден оди дома. Решил да си даде еден ден одмор. Може ли човек да си даде еден ден одмор ако е загрижен, ако е вознемирен, ако е во страв? Тој следниот ден оди во Капернаум. Очигледно е дека кога тој поверува во зборовите на Христос, навистина поверува. И во неговото срце дојде мир и спокојство. Ги предаде своите товари на Христос. И чу дека и се увери дека точно во истото време кога Христос рече твојот син е жив, се случи тоа исцеление. И тоа големата лекција овдека. Кога ќе се довериме на Христос, ќе ги видиме резултатите од верата. И ова е резултат од верата. Довербата во Божјото Слово носи мир во душата, спокојство. И тоа значи доверба во неговиот збор. Доверба во неговите ветувања. Да се предадеме нему, во неговата преградка. И тогаш во болката, во неспокојството, во страдањето, доаѓа мирот. Спокојството. Весли бил во тежок период, кога ја пишува песната Исус, љубител на мојата душа, не знам како да преведеме, земеме во твојата преградка, во твојата пазува.
Бил во тежок период, стоел таму на отворен прозорец, гледал во дворот, во близина едно врапче, видел како јастрев се впушта, врапчето уплашено, у паника, се свртало точно кон прозорецот, влегло низ прозорецот и по неговата пазова. Целото растреперено. И кога го видел врапчето, малата птица, како трепери во неговата пазова, го зел перото, мастилото, хартијата и ја напишал таа песна. Христе, земи ме во твојата пасова. Таму е сигурно. Верата во Христовиот збор, во Христовото слово носи мир и спокојство. Но со тоа не завршува благословот, со тоа што само неговото дете е излекувано. Туку целиот негов дом поверува во Христос. Во Христос како некој кој не само што може физички да излекува, туку со силата на зборот може тоа да го направи. Има власт над болестите, власт на човекот и може од смрт да воведе во вечен живот. Човекот во болката, во маката, отиде кај Христос заради своето дете, без да сваќа дека и самиот тој има потреба од помош. И како резултат на таа средба со Христос, тој стана нов човек. Тој се симна од Кана кон Капернаум кон друг човек. Знаете, неговата вера напредуваше. Од вера во Христовата мог да исцелува, кон вера во Христовиот збор, во Божиот збор, во силата на Божиот збор, за на краја да стигне до таа вера како спасител. И целото семејство поверува во Христос. Не само што беше синот исцелен, туку и целиот дом беше спасен. И ова беше, вели Јован, второто чудо што го изврши Исус, кога пристигна од Јудеја во Галилеја. Така го завршува расказот и во двете овие чуда кои се случија, во Кана Галилеја откриваме многу важни духовни лекции. Значи, првото чудо го откри идентитетот на Христос. И кога заврши тоа прво чудо во Кана, Јован пишува, така направи Исус почеток на своите чудо во Кана Галилејска и ја покажа својата слава. А во претходната, во првата глава, зборува за слава како на единородниот син на Бог, како Божиот син. Така, таа слава ја откри. И тоа беше причината за првото чудо. Која беше причината за второто чудо? Не поинаква. Повторно да ја открие својата слава. Да се открие себе си како спасител. Јован ќе запише 7 чуда во Евангелието. Само 7 чуда. И на крајот на книгата во 20 глава, тој ќе каже и многу други знаци направи Христос, но овие се запишени зошто? За да поверувате дека тоа е Месијата, Спасителот и верувајќи во Него да имате вечен живот. Во првото чудо Христос се откри својата слава и овде ќе открие својата слава. И ќе открива и во другите чуда. За луѓето да поверуваат дека тоа е Спасител, тоа е Месијата, кој дава вечен живот. Во првото чудо покажа моќ над природата, претвори вода во вино. Овдека исцели тоа со збор, ја покажа силата на Божиот збор. Дека тој поседува неограничена моќ. Првото чудо беше чудо на преобразување и второто е чудо на преобразување. Во првото чудо беше преобразена водата, во второто чудо луѓето беа преобразени. Благородникот беше преобразен, неговото семејство беше преобразено. И првото и второто чудо донесоа радост. Првото чудо беше на веселба, каде што имаше радост, ама недостигот на вино можеше да ја уништи свадбата. И Христос подействува. Ја задржа таа радост. Кога сме радостни, треба да го бараме Христос. Во радоста таа радост да стане полна. Кога има болка, како овдека, второто чудо се случува во време на болка, на мака, да го бараме Христос и болката тој пак може да ја претвори во радост. И второто чудо заврши со радост. Во првото чудо
даде радост на свадба, во второто чудо даде радост во семејство над кое што висеше плаштот на смртта. И зошто го направи тоа? Зошто ја употреби божествената моќ? Христос својата власт божествена ја употреби. Да благослови еден млад брачен пар, една на свадба од неуспех и да спаси дете од работ на смртта. Зошто го направи тоа? Ма нема друг одговор освен неговата љубов. Тоа е причината. Љубовта и грижата за изгубените. И тука сега пак да се вратиме на проблемот болка, она што започнавме. Многумина велат, постоењето на болка, постоењето на страдање е мојата основна пречка да поверувам во Бог. Како може да верувам во Бог кога има толку болка и толку страдање? Едно такво тврдење покажува целосно непознавање и на Бог, и на самиот човек. Знаете како почнува, со кои зборови почнува институтите на христијанската религија. Дека суштината на мудроста се сведува на две познавања. Познавање на Бог и познавање на човекот. Ако го познаваме Бог и познаваме човекот, никој пат нема да го поставиме тоа прашање. Зошто болка? Зошто добриот Бог создаде совршен човек, поставен во совршни услови за живење, со можност да живее со Бог. И човекот реши во незадоволство да се спротивстави и тргна кон пропаст. И сепак Бог пак што направи? Тргна да го спасува човекот до својата љубов. Да. И тоа е книгата Евангелието според Јован, таа е основната смисла, клучната поента, спасението на светот. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, да има вечен живот. Е тоа спасение честопати вклучува и болка, како во случајот со благородникот. Болката се јавува многу пати како неопходна, зашто човечкото срце е камено срце. Непослушно е. Човечкото срце има потреба од кршење. Нашата вера има потреба од испитување. Нашата вера има потреба да биде поставена под чекан честопати, за да се развива, за да расте. Да, болно е, меѓутоа неопходни се во нашиот живот. Страдањата не го радуваат Бог, воопшто не го радуваат, како што болката, кога децата се болни, кога ги боли, родителите уште повеќе страдаат од нивните деца заради таа болка. Но се јавува како неопходност, зашто сме тешки. Зашто такви се наши, такво е човечкото срце, непокорно, непослушно и суетно. Напишав вчера извадок од оваа проповед за Микеланџело. Кога Микеланџело ќе погледнал некаков камен или куп, некаков големо парче мермер, тој можел да види веќе готова статуата, ликот. Погледнува во мермерот и веќе го гледа Давид или Мојсе или таму, што и да е. И во писмо што напишал, кој го напишал да е негов пријател, вели, секој камен содржи статуа во себе. Задачата на скулпторот е да ја открие, да ја ослободи. Видов ангел во мермер и длабев додека него ослободев. И има во музеи недовршени негови дела, тоа е огромен камен, мермер, блок, во кој што пола е изработен и како да има заробен човек кој се мачи да излезе, ама не може да излезе од каменот. Треба да дојде мајсторот и да ги отстрани оние камења кои се вишок, за да се ослободи ликот. Тоа е она што го прави Бог со страдањата. Тој го гледа во нас својот лик, кој е деформиран,
кој е напластен со многу непотребности, со многу нешта кои пречат да го гледаме Бог јасно и да живееме во послушност. И тој преку страдањата како со чекан удира. Удира за додека него избистри својот лик во нас. Да не представи еден ден совршени без недостаток. Да го гледаме него и да бидеме како што тој е, нели, во неговата слава. Не е тој единствениот начин, секако. Не е тој единствениот начин на кој што Бог работи, само страдање. Но честопати страдањата се единствено можниот начин. И кога доаѓаат таквите моменти кои се тешки и се молиме и нема одговор и чекаме, притисокот станува уште поболен. Единствено што ќе го прави можно продолжувањето на тој процес на формирање, на бистрење на неговиот лик во нас е верата. Верата дека тој го прави најдоброто. Вера во она што не се гледа. Вера во Божиот збор. И таа вера, минувајќи низ болката и страдањето, се усовршува. Станува уште појасна. Станува уште позрела. Станува потврда, стабилна. Единствено, а верата доаѓа од Словото. Нема друг начин. Верата доаѓа преку Словото на Бог. Покорност на Божјото Слово. Послушност на Библијата. Во секојдневно читање, во секојдневно општење со Бог, молитвата, барањето на помошта на Духот во нас, така нашата вера се вкоренува подлабоко во Словото и кога доаѓаат тие бури, останува стабилна. Не се клати. И на крај, секако, вистинската вера или зрелата вера е вера која што помага на оние кои се во неволја. Оние кои што страдаат, кои се во болка, кон нив покажуваме емпатија, сочувство, се молиме, им помагаме, ги водиме, ги охрабруваме. И тоа е примерот што Христос ни го дава. Помагаме неговата вера, верата на страдалникот, да заекне уште повеќе и да излезе од таа ситуација уште поцврст. Знаејќи дека на крајот на краиштата Христос го даде најсовршениот пример. Барајќи да го најде загубеното и да го спаси, тој си го даде својот живот. Заврши на крстот. Гледајќи ја болката и страдањето на човештвото во грев, тој реши на себе да ја земе таа болка. Тој помина низ болка, помина низ страдање. За да донесе ослободување, да донесе вечен живот, да донесе воскресение на мртвите во духовната смрт, да ги воскресне за вечен живот. И тоа е делото на Христос. Тоа е проблемот со болката. Болката како добро нешто кое дава добар резултат. Болката сама по себе не е добра. Затоа ќе ја нема во вечност. Бидејќи таму ќе има само добро. Но тука на земјата болката е она што извршува Божјата волја за добро во нашиот живот. Ќе пристапиме за малку кон Господната трпез да се подсетиме на крстот, на страдањата на Христос, на неговата болка, што ја истрпи. Болка која никој од нас никош нема да ја почувствува. Болката од гревот за паднатото човештво, вината за гревот, казната за гревот, пресудата, сето тоа се стовари на Богочовекот Исус Христос на крстот. И таму беше истрпено тоа страдање за наше добро. Па, додека се молиме да размислуваме за тоа и да му дадеме навистина слава и чест на нашиот Спасител, најмногу покажувајќи ја покорноста кон неговиот збор. Живејќи го неговото слово. Ајде се молиме.
Небесен Татко, ни доаѓаме пред Тебе со срца кои се слаби, често пати се и вознемирени, зашто сме во телесна слабост. Само Ти си семокен, само Ти си непроменлив, само Твоите ветувања се совршени, сигурни, само Твоето Слово е она кое што се извршува секогаш. Затоа, Господи, те молиме Ти да ни дадеш вера во која ќе се смируваме во Твоето Слово. Помагај ни, Господи, да живееме според верата во оно што не се гледа, во Твојот збор. Направи така нашата вера во тешките мигови да расте, како што беше случајот со овој благородник. Помагај ни, Господи, да ја видиме Твојата, во тие ситуации, Твојата благословена рака, за да се доверуваме уште повеќе и да растеме. И Ти благодариме за тоа што го даде Твојот Син, единороден, на крстот, да ги истрпи страдањата, да ја испие горчливата чаша, за да ни донесе вечен живот. Благодариме, Господи, за тоа што Ти не изврши врз нас казната за гревот, туку врз него. И во таа божествена размена, соединувајќи се со него на крстот преку вера, да ја живееме, да имаме неговата праведност, да бидеме прифатени од Тебе како совршни без недостаток. И тоа ветување што Ти си ни го дал, Господи, помогни ни да живееме и навистина да се преобразуваме се повеќе и повеќе во Твојот лик, преку действото на Твојот дух и Словото во нас. Ти одаваме слава,